Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани продолжува со градежните активности за бетонирање на пристапни патишта и улици во населените места. За комплетирање на овие активности од општинскиот буџет се инвестираат околу 50.000 евра. Општина Кочани продолжува со активностите за бетонирање на пристапните улици во градот и во населените места. Станува збор за кракови од улици кои што од различни причини се оневозможени да бидат асфалтирани. При тоа се бетонираат два крака на улицата Маршал Тито во Оризари, како и еден крак на улицата Јанка Стоименова. Бетонирање е изведено на крак од 200 метри во селото Тракање, а завршени се и градежните работи на улицата 4-та македонска бригада во Кочани. Неделава во Градовци беше бетонирана улицата Питу Гули во должина од 150 метри, како и последниот уличен крак во селото Мојанци. Според информацијата од локалната самоуправа, во наредниот период за бетонирање се подготвуваат и два крака на улицата Скопска во Кочани, како и една пристапна улица во селото Долни Подлог. Активностите за бетонирање пристапни патишта и улици се реализираат според програмата за уредување на градежното земјиште. Со наменетите 3.100.000 денари се очекува годинава да се бетонира вкупна површина од 3.500 метри квадратни. Драстично зголемување на потрошувачката на вода за пиење бележи деновиве комуналното јавно предпријатие Водовод. Одговорните со апел за рационално користење на питката вода и да не се полеваат бавчи, ниви и тревни површини. Со новиот бунар, кој се очекува да биде изведен до крајот на јули, ќе се обезбедат дополнителни количини вода, што значи рестрикции во водоснабдувањето во текот на летниот период не се планирани. Комуналното јавно предпријатие Водовод деновиве бележи драстично зголемување на потрошувачката на вода, во просек дури до 11 литри во секунда дневно. Системот е обезбеден целосно, префрлени се комплетно на летен режим на водоснабдување. Сите бунари се во функција и нема опасност од недостаток на вода за пиење, велат од предпријатието. Но сепак апелот од КЕП Водовод за рационално користење на питката вода останува да важи. Моментално ситуацијата со водата е имаме драстично зголемување на водата, односно за 11 литри во секунда просек дневно, просек се е зголемена количината на вода, така да моментално работиме со сите бунари се во функции, трета пумпа транспортна е вклучена од Градовски Орман према препумна станица, така да имаме задоволителни количина на вода. Меѓутоа, апелот секогаш останува и ние како комунално јавно предпријатие апелираме водата, питката вода да се користи најрационално за основните потреби кои што е намената, а не да се полеваат бавчи со питка вода, да се мијат дворови, да се перат теписи и слично да се наводнуваат тревни површини и такви работи. Значи, апелот стои, апелираме постојано за рационално користење на питката вода. Се очекува до крајот на месец јули новиот бунар да биде завршен, додаде Киров, со што ќе се обезбедат дополнителни количини вода. Како што знаете, јавната набавка во врска со ископ на изведување на нов бунар не е завршена, веќе имаме изберено и изведувач кој што тоа ќе го работи, така да очекуваме до крајот на овој месец бунарот да биде изведен, каде што ќе обезбедиме дополнителни 30 до 40 литри во секунда вода. Така да сметаме дека оваа сезона, ова лето ќе немаме проблем со вода, рестрикции не се планираат да се прават и мислиме дека водата ќе биде доволна, односно ќе биде пласирана до секое домаќинство. Киров додаде дека и во домовите кај граѓаните што живеат во повисоките зони не се очекуваат рестрикции на водата, како што беше случај во изминативе години, само доколку граѓаните совесно и рационално ја користат водата за пиење. Пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, на која кандидатот за пратеник Миле Левков рече дека привремените вработувања станале алатка за партиска корупција и влијање на избори.
Деновиве заменик министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска излезе со фрапантни информации за пораст на трошоците за времени вработување. Иако СДС во кампањата 2016 година ветуваше дека ќе создаде стручна и ефикасна администрација со примена на принципите за праведност и стручност во вработувањето, односно дека нема да ја користи администрацијата за згрижување на партиските кадри во власта, сепак, она што се случи подоцна е апсолутна спротивност на ветеното. Бројките за потрошени средства за привремени вработување на определено време бележат значително зголемување во мандатот на СДС. Во 2015, само за пример, за времени вработувања се потрошени 302 милиони денари. Во 2016 333 милиони денари. Во 2017 347 милиони. Во 2018 таа бројка пораснува на 490 милиони денари. Во 2019 600 милиони, што е практично дуплирање на средствата потрошени 2015 и 2020 за половина година, односно со бројките со кои што располага Министерството за финансии до овој момент, 335 милиони, односно повеќе од цела 2016 и 2015. Привремените вработувања станаа алатка за партиска корупција и влијание на избори. Уште повеќе, во време на корона, здравствена и економска криза, при намален обем на работа, оваа влада во заминување во април и мај 2020 објавила огласи за јавни набавки за агенции за привремени вработување во вредност од 1,4 милиони евра. На ваквото трошење на народни пари мора да се стави крај. Должност на народот е да се спротистави на корупцијата. Времето на обнова доаѓа наскоро. Цревните вируси ги нападнаа луѓето. Зголемен број лица, од кои повеќето деца, побарале лекарска помош. Поголем број од оние кои имаат потреба се јавуваат во приватните амбуланти и климатичните лекари, отколку во болницата во Кочани, поради состојбата со COVID-19. Лекарите со препораки за заштита од топлото време, но и со совети за заштита од убоди од инсекти. Цревни вируси, зголемен број лица со проливи и повраќање, бележат деновиве матичните лекари. Детското оделение пак, како што од годините во овој период е полно, годинава тоа не е случај. Причина е пандемијата со COVID-19, бидејќи луѓето припазуваат и без сериозна потреба не доаѓаат на лекар. Секој се лечи прво дома, ако може да си помогне со хидратација на организмот, па во крајен случај бара помош од доктор. Велат лекарите кои признаваат дека луѓето не доаѓаат заради состојбата со коронавирусот. Не е многу зголемена бројката, конкретно за деца, со оглед на тоа дека јас сум педијатар, почнува полека да се зголемува бројката на цревните заболувања кои што се проследени со пролив и повраќање и висока температура, така да сепак хидрацијата е на прво место. Не е бројката нешто драстично зголемена. Со оглед на оваа цела ситуација, пациентите си предпазливи, не така лесно и доаѓаат сега на преглед, зашто сите нели внимаваат во однос на коронавирусот, меѓутоа ние сме тука за помош кога треба. На топлото време лекарите со препораки да се внимава на храната, да не се оставаат отворени јадења за следен пат да се конзумираат, да не се подгрева јадењето и да не се чува долго во фрижидер, да се внимава на сладоледите, кремовите, паштетите и слична храна осетлива на високи температури и да се пијат повеќе течности. Апел до сите граѓани да внимаваат на топлото време, да не излегуваат во период од 11 до 5 часот. Тоа што е важно да се носат заштитни очила и капи, а пред се маски со оглед на актуелната пандемија за корона и секако да се држи дистанца од 2 метри. Многу е важно хронично болните да си ја земат својата редовно терапија за хроничните заболувања и пред се е важно добра хидрација, значи доволен внес на течности и полесна храна која што не е многу мрсна.
Доктор Лазарова додаде дека во сезоната на годишни одмори, освен на сончевите зраци, треба да се внимава на инсектите. Ако е можно, добро би било да се преземат превентивни мерки, да се носат креми против убоди од инсекти, креми кои ќе ги ублажат убодите. Лекарите додаваат дека треба да се внимава од убоди и од комарци, бидејќи нивниот убод може да предизвика алергија. Закаснување од пчели, оси и страшели, потребно е да се стави ладна облага и да се внимава на каснувањето од пајаци, крлежи, змии, скорпии и медузи. Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО започна обука на ветеринари од Балканот за справување со африканската свинска чума. Бидејќи болеста беснее во соседна Бугарија и Србија, во онлайн обуките се вклучени и ветеринарите од нашата земја, а со тоа и ветеринарните амбуланти од Кочани. Африканската свинска чума се уште е многу важен проблем кој беснее низ 3 континенти и како никогаш досега во историјата, болеста е толку широко распространета со повеќе милиони погодени животни, носејќи огромни економски трошоци, соопшти Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство. Со цел справување со болеста, која од 2007 година започна прогресивно да се шири од Грузија низ Европа, при што во епидемиолошка форма се појави и во Србија, Бугарија, Романија и Грција и представува закана за целиот балкански регион. ФАО деновиве започна онлайн обука на српски јазик за околу 350 ветеринари од Балканот, вклучувајќи ги Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Црна Гора и Србија. Обуката ќе трае 6 недели во текот на јули и август. Ветеринарите од Кочани за Канал 8 истакнаа дека и тие ќе бидат вклучени во таквите онлайн обуки, бидејќи болеста, иако ја нема во нашата држава, сепак не е многу далеку, земајќи во предвид дека многу се погодени соседните Бугарија и Србија. Таму беснее оваа чума која представува високо заразно вирусно заболување кај домашните и дивите свињи, кај сите старосни категории и предизвикува големи економски загуби. Според ветеринарот Ѓорѓе Атанасов од ветеринарната амбуланта Ветмет во Кочани, Балканот е во голем и непосреден ризик од сериозно навлегување на африканската свинска чума и треба соодветно да се подготви. За наставните програми за интернет обуките ќе се користи прирачникот на ФАО за рано откривање и диагностицирање на африканската свинска чума. Инаку, доктор Атанасов додава дека ветеринарните амбуланти кои се вклучени во комората на ветеринари имаат таква обука постојано, на кои им укажуваат на препораките за заштита од болеста и се уште важи апелот до сите ловци кои ќе уловат дива свиња, веднаш да ја однесат кај ветеринарните инспектори и амбуланти, каде што се земаат и испраќаат мостри во Скопје и се испитува дали свињата има или не африканска свинска чума. Исто така се апелира до собирачите на шумски плодови, посебно во овој период од годината. Ако забележат појава на угинати трупови диви свињи на ловиштата и шумите, веднаш да пријават до ветеринарните друштва и официјалните ветеринари. Доктор Ѓорѓе Атанасов истакна дека моментно тече акцијата за вадење крв за испитување бруцелоза кај овците, козите и кравите и за туберкулоза кај кравите. И за крај информацијата од спортот. Бараш над преварот за влез во втората фудбалска лига меѓу Виничка, Слога и Росоман ќе се игра идниот петок во Штип. Се работи за важна средба од која зависи дали Виничкиот третолигаш ќе го заокружи успехот од претходното првенство. По подолго очекување на спортската и фудбалската јавност во Виница и регионот, конечно е познат терминот и местото за одигрување на бараш над преварот за влез во втората фудбалска лига Исток. Според известувањето од Фудбалската федерација на Македонија, каде што се одржа ждребувањето, средбата е закажана за петок на 10 јули со почеток од 17 часот на стадионот во Штип. Со оглед на актуелната состојба со епидемијата од COVID-19, а според препораките на Фудбалската федерација, бараш над преварот ќе се игра без публика, но заинтересираните гледачи ќе можат да го следат директно преносот во живо преку стримингот на веб страницата на Фудбалската федерација. Победата за виничани ќе значи заокружување на успехот што го постигнаа во претходното првенство од прекинатата сезона во третата лига, каде беа апсолутни шампиони со максимален број бодови и без ниту еден примен гол.
Истиот ден ќе се игри надпреварот на градскиот стадион во Тетово, каде што ќе се соочат екипите на фудбалскиот клуб Чаклани и фудбалскиот клуб Велешта, кои се конкуренти за пополнување на втората фудбалска лига Запад. Од Фудбалската федерација на Македонија нагласуваат дека екипите кои се дел од бараш надпреварите за пополнување на вторите лиги се должни безусловно да ги спроведуваат насоките, препораките и мерките што се запишани во протоколот во насока на заштита на здравето на сите учесници во фудбалската игра. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!